Дали сте расположени за уште едно дружење? Тоа беше талент од Господ. Младо дете, полно со живот. Како светла точка во тунелот. Тоше по Печо Скалила повеќе можеше да се борат другите пејачи. За мене нема по Тоше, бидејќи Тоше се уште присутен. Многу присутен. Тој е тука. Прв пат го видов, мислам дека беше Скопски фестивал. 97 година. Јас случајно бев во жирито и водител на Мелфест, тоа е 1996 или 7 на еден од тие Мелфести на кој победи Тоше Проевски. Тоше Проевски прв го запознав, мислам, 97 година, кога настапуваше на Махфест. Имаше песна од Глигор Копров тогаш. И Веќе знаевме еден за друг, со интересни изјави и комплименти. Па јас знам за вас, јас ве пратам, на вистина сте супер. Ја му викам на Тоше, па јас знам за тебе. Ведар лик, насмеан лик, уште кога го пружи рачето кога се поздрави, колку и да звучам сега малце сентиментално, меѓутоа така е, уште кога се поздрави, се види за каков човек станува збор. На Златна бубонара требаше да свириме со него, ние него не го знаевме, бидејќи беше многу младо момче, имавме слушнато за него. И вечерта кога се појави, дојдам со уште некој таму и онака го видовме у публиката и тогаш ми текна кој е дечко и ми се одмата филмот. Забележав едно момче, едно убаво лице, харизматично, во придружба со уште неколку момци. И потоа некој ми дошепна, ова дете многу убаво пее. И беа дојдени со многу ентузијазам и сватив дека се тоа другарчиња од Битолската музичка школа кој што го придружува. Тогаш имаше 14 години веројатно, така нешто. И се сеќавам дека победи многу надмоќно и целата таа група млади луѓе што беа дојдени од Битолското музичко средно школа беа дел од тој избор. Прв пат кога се видов со него, делуваше како секој млад, надежен и енергичен човек кој што се интересира многу за музика и многу сака да зборува за истата. Јас го запознав како дете. И тој долго време во моите очи беше дете. Младо дете, полно со живот, полно со ентузијазам, со идеи со големи планови. И конечно, кога веќе почна да пее, се најдовме заедно во Авалон, во продуцентската куќа, заедно со Ареа, Каролина и така натаму. И тогаш почнавме и да се дружиме и тогаш почна таа некоја многу чудна врска што ја имавме ние двајца. И веднаш кај новинарите баш забележав дека имаше добар пристап со новинарите и сите новинари го засака едноставно од... Значи, стварно имаше душа, беше од ретко неискварените луѓе. Кога запеа, онака бев сигурен дека еден ден, мислам дека стојам пред момче кој некогаш ќе биде голема музичка звезда. Тој поглед се ми значи, ке ти дара, топла душа, твоето срце нешто значи, ке се стопи, ке не слуша и ми даде вишни неба, дај ми место покрај себе, ти си сонот што ми треба, никој не како тебе, ни левена, ни медена, се правиш своја, но вечерва ке посакаш. Ни левена, ни медена, и каква да си, верувај ми, ке нема кој да те спаси. Неговите песни од првите 2-3 албума не беа на нивото на неговиот глас. Ја мислам дека
Он немаше добра песна во првите 10 песни. Ама зборуваме сега сериозно. Тоа го мислат многумина, значи зборувам во име на народот, си давам тоа право затоа што многу. Значи дури на последниот албум он доби песни како што заслужува неговиот глас. Скоро колку да заслужува неговиот глас. Не бе, ќе признам, кога се појави Тоше, не бе фан на неговата музика. И тие први неколку албуми, освен тајно моја устни и неустни неколку песни, не можев да ја слушам таа музика. И покасно, го почнав да навлегувам у приказната и што е тоа Тоше Мани, и каква енергија им носи на луѓето и колку го сакаат, почнав ја да го доживам тоа. А поготово со оној албум Божилог, поготово со таа изvedба на Зајди, поготово со The Hardest Thing, последниот албум, кој беше ремек дело. Имав претходно некое поинакво мислење за него, нели звезда како звезда, но кога го запознав приватно, значи на оние генерални проби или во врска со концертите, никако почнав да го менувам мислењето. Беше толку непосреден, едноставен, приземен човек. Многу голема брзина во еден многу кус период да се направи многу. Тој тоа го покажа дека е возможно. Тој само позитивно се менуваше. Значи, она што е кај него дефинитивно, она што најмногу го сакав, е тоа што секогаш остана приземен и што никогаш не престана да ги сака луѓето. Може би е нормално да се смени човек, кога денешка имаш толку многу понуди, имаш толку многу девојки, имаш веќе кеш кој што порано не си го имал, и мислам дека беше онака изменен до некој степен. Тоа и беше неговата врлина, знаете. И врлината кај големите луѓе е баш тоа, значи да останат исти секогаш. Без разлика на своите амбиции, сето тоа што имаат зацртано како цел да го постигнат во животот, нели? Меѓутоа, подоцна кога доби уште поголема популарност, мислам дека повторно се врати на старите пријатели, на старите навики. Значи тој период пред да го раскинам договор со албумот, мислам дека беше малку променет. Па не постои точна граница кога он стана популарен. Значи не можеш да кажеш од тој момент ја приметив дека тој се смени последното лето. Јас лично, онака, неколку пати кога ситуација кога го видов, ми делуваше како многу посмирен човек, дека он не беше смирен, него нешто имаше другачие во него. А во текот на таа кариера, значи барем ја оние 7-8 години што бевме заедно, што го пратевме, имаше фази вакви и онакви. Тоа беше нормално созревање на една млада личност, значи неговите најдобрите години од 18, 19, 25, 6 година ние ги поминавме заедно, односно го гледав јас од страна и приметував дека има прогрес, еволуција во неговиот начин размислување во врска со музиката. Кога почнаа тие промени кај него, кои што нагло се почувствува преобразбата негова во една трансформација, една прекрасна трансформација од едно дете момче во маж. И многу му се радував и се радував на таа зрелост, која што знаев дека кога тогаш ќе стапи, ќе биде. Тогаш беше уште во пубертет, 14 години, со многу бубуличиња на него, со едно чудно фризуриче и со бело прекрасно лице уште тогаш, такво ангелско. И подосна како растеше и како се развиваше, стануваше се поубав и поубав, позгоден и позгоден. На крај веќе беше мачо, ептен од кога го фатија и креатори да се занимаваат со него и стилисти и на вистина изгледаше совршено. Ме восхитуваше со неговата скромност и секогаш имаше почит према постарите. Знам дека на последната проба ја пееше Несаница толку убаво ја испеаш, јас се најжив, а тој со поглед демек бараше одобрување од мене дали е добро. И потоа ќе видите, мислам, колку тој ќе си остана и понатаму приземен, нормален, скромен. Беше символ за како да си успешен, едноставен. Значи, на пат за Австралија, јас си понев со себе едно примче. Примот е стар балкански инструмент, така со 4 жици, сличен на мандолината, но со многу мали пракчења и многу тежок за свирење. Ама се свират убаво тие старите македонски царографски песни. Јас требаше да свирам прим во еден филм. Ноќите спроти Свети Василий, за коледарите филм за. И
и вежбав, многу вежбав. И се патува од Скопје до Сиднеј, се патува 22 часа со 6 аеродрома, со и јас non stop се примчам. Свирет, ги вежбав тие песници во филмот и некаде над Сингапур, значи веќе се надзира доаѓање во Австралија, он вика: "Мајсторе, може ја запробам со ова малку?" Викам: "Земе, видиш, пробај." И он таму ги прашува: "Која жица е ова?" "Аха, ова е како на мандолина." "Аха, так. И за 2 до 3 минути он веќе почна да си ги свири старите крушевски песни на. И тоа делува од страна фантастично и сега го раскажам, веројатно некои луѓе велат: "Леле, овој сега пак со неговите приказки." Тоа беше така и само така. Покрај сите оние снимања, значи што ги имавме заедно, ме викнаа да снимам бек вокали за песната, не ми текнува како се викаше песната, чекај. И ледена и медена, како беше тоа? Така ли се вика песната, насловот? Така што со него заглавив во кабина, тотално, не знам, можеби едно 5-6 сати заедно, не враќаше Манолис, се викаше продуцентот од Грчка, и не враќаше 5-6 сати за една тема и ја упамтивме, како да ти кажам, ја сонувавме утре дента. Тоше колку луѓето го сакале, колку тој го сакал Куршев, само таму се чувствувал како дома. И буквално и на тие луѓе на кои као помал им купувал цигари, нели го знаеле Тоше као моје дете. И тишол на мајката на Шапе и рекол: "Као, ти треба ли нешто од продавница да да купам?" Значи он таму се почувствувал се уште како да има 8 години, као единственото место кај што може да биде свој. Патувавме за Дубровник 2006 година. Тоа беше... Дали беше пред неговото одење на Евровизија или после, не се сеќавам точно. Одевме јас, Тоше, Васил патуваше со мене, Лиљана Петровиќ одеше исто со Тоше, нормално, како и секогаш. И Есма Реджепова, Теодосиевска. И во Загреб, прво одевме Скопје, Загреб, а знам дека се успа тоа утро, па беше многу смешно кога свативме дека ги нема и в еден момент викам: "Мама Исмица, викам, да не се успале, викам, да ги разбудиме и па пробај пиле, вика, да видиш дали." И звонам на Лиља и Лиља успанично: "Држи го авионот." Како да го држам авионот? "Држи го авионот, одма доаѓаме." И појдов до Croatia Airlines представништвото, викам: "Ви молам, викам, ќе дојдат секој момент." "Што ме за Тоше?" вика, и за Лиљана, вика, "Нема проблем, знаеме, вика, ќе причекаме." Особено се зближиме кога бевме во Австралија на таа една голема турнеја. Тоа бевме и цимери, затоа што и тој и јас бевме проблематични. Он имаше проблем со девојчињата што доаѓа околу стадионот, наши македонки и не само македонки, тамошни, да го напаѓаат, а јас тогаш многу се расправав со тамошните македонци заради нивното основно непознавање на Македонија и како ние живееме. Не мисля дека сме ние Уганда, Урунда и така се однесува ако нас, и јас многу полудев. И тогашниот продуцент на турнејата, Ден Дончев, не смести мене и Тоше Проевски во еден луксузен апартман во хотелот Парк во Мелбурн. И ние не го напуштавме хотелот, ама имавме све што ќе посакавме. Али јас никако бев на удар, највеќе околу тие девојчиња, често пати ми вика: "Еј, дечко, те молам, ако сакаш видни во Тоше да се сликаме." Ја во еден момент во дел од таа турнеја се осетив као негов менаџер и као викам: "Тоше, те молам, оние девојчиња не успеа да се сликаат. Те молам, Тоше, уште со оние да се сликаш, те молам, ме замолија, ни видим даеш автограф." И тоа ми беше страшно интересно. Викам: "Добро е да допринесам малце за тоа." Се зачудив кога бевме на Евровизија во Истанбул, дека он многу беше онака. Доби една мајлија од пред одиде мајка Тереза и таму беше некшо на шопинг излезен со Ивона, девојка, тоа што беше Ивонена девојка, што имаше и во спотот негов евровизиски. Знам дека се врати и ја немаше разлетали, што беше нешто од Тереза, од мајка Тереза, и не сакаше да настапи. Имаше проба, буквално се затвори во соба и Лиља не натера сите низ хотелот да ја бараме и на крај излезе, дури се вува во таксито, остана во таксито, значи кога му ја врати назад, пак ја доби таа енергија која што имаше.
И едноставно знам Абди Ипекчи салата, службениот влез пред секој влегување ја прскаше со водата што беше осветена од соборниот храм. Ја понесе и ние правевме круг да не се гледа, значи ја прска кваката, па влегуваше во салата. И за финалето нема вода и онака баш буквално се изнервира зашто не му ја чувале водата за финале. Него му се допадна веројатно како го придружувам, како пеам. Значи тоа беше прв, како што реков, концертот како бев официјално во бендот. И седиме на ручек и Тоше ме вика, а да пееш една песна, вика сама, соло, не го очекував тоа од него. Додека нели тој се преслеча, ако испотен, да има време да се среди. И окей, али нели до некаде бев подготвена за нели и за такви ситуации доколку нели помисли на нешто такво. И прва идеја ни беше да биде тоа Simply the Best. И многу му се допадна. Мислам, песната веројатно ја сака човекот. И знам, тогаш ми рече, Simply the Best, супер, вика, ќе ја пеем, вика, там, вика, супер, ќе звучи, јас ќе ти пеам, вика, придружен вокал. Мислам, не очекував таа реакција од него, не знаев ни јас како да реагирам на тоа. Тоше мене придружен вокал. Супер! Еднаш кога сосема случајно ми се јави, се погоди да е годишнина со жена ми, као таци, шо правиш? Ништо. Као е ручеме со жена ми, вари кафе и дојде кај мене. И дури тоа свати дека ни е годишнија, не дека нешто свечено, беше не е битно. И зема гитарата и ни пееше и ет, ни се случи на годишнија на брак со жена ми да ни пее Тоше Проевски. Секогаш имаше случки во негова близина. Не знаете, последната случка беше примети дека носам Adidas патики. И бидејќи тој беше исто љубител на таа марка, онака запна да ме прашува кој број носиш, бидејќи во Лондон излегол некој најнов модел на Adidas. Онака едноставно тоа говори каква личност беше дури. И тој вика, опе, вика, ти си букле, вика, тука во пасошот. Викам, да, си го сменив и сега ја му раскажувам корените, демек, од прадедо ми. Ау, Лилја, и јас сакам, вика, да си го сменам, вика, јас сум Проја. И Лилја, како ќе менуваш името, аман, вика, сега, вика, направивме балканска, вика, кариера, вика, ти сакаш презимето да го менуваш. Не, бе, вика, ќе ме уништиш, вика. Знам една случка кој никој не ја знаел нити кажал, ни ја раскажа Шапе. Еден чичко постар кој често пати одел на гроба Тоше и приметила и го прашале како еве помладите почесто доаѓаат тагуваат по него и ние постарено од тебе ти гледам често како што е приказано го познаваш еве. Тој вика синко јас еден ден се шетав на тој автопатот што е од Куршево спрема Прилеп пешки вносев 2-3 торби. И доаѓа еден дечко со мотор и ми вика, чичко, ај качи сега ќе те носам. И тоа Тоше бил со мотор. Не можам, чичино, ја кај ќе ги носам торбе, век видиме старушта на мотор. Не мора да те однесам, не можеш ти вака пешки имаш уште 20 км. Не можам. И Тоше е рекол, добро, почекај тука. Отишел до градот, му викнал такси, му рекол, има еден чичко, однесете го кај да сака, кажете му Тоше. Дошла кола по него, го земала. Мислам, тоа е една мала анекдота, но само доказа неговата хуманост и безброј тие приказни што ги знаеме, што не излегле по телевизии, со кои он не кеше да прави маркетинг, затоа што навистина беше хуман. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туги, кој во моето минат оплови, сосем мирно, без да се сами. Периодот кога беше, значи, Евровизија тогаш повеќе се зближивме. Често идевме во населбата горе, како викаат, зградата на Доста, таа една зелена беше. Знам, имаше на 2 ката, станот беше на 2 ката. Често играше PlayStation, тоа знам, дека PlayStation често играше. PlayStation сме играле заедно, беше добар играч. Ретко излегуваше, пред се нормално, знаеш,
не можеше да помине да не остане незабележив. Ностоп доаѓа деца, се подпишува автограми, буквално губеше сати, не сакаше никого да одбие. И затоа многу, можеби и затоа ретко излегуваше. Многу е тешко во исто време и да забавуваш други, а да имаш време и да се забавуваш самиот со себе. А тоше позади завесата многу малце луѓе го знаат. Он имаше многу малце, да речеме, ние кои идевме сега во Сиднеј, ќе ни се случи и ние нормално бевме сите извадиме памет и шетаме, он помалце сакаше да шета. Уствари ги користеше тие моменти малце да одмори, пошто на крајот на кришта цело време си размислуваше он за Крушево и за Македонија. Знаеше мене да ми каже дека му е луксус да излезе во ресторан, бидејќи популарноста која има, навистина им почна да му пречи. Едва чекаш да излезеш од гужва и да побегнеш од некоја дискотека или од некој афтер парти, а камо ли да имаш сила да после своите концерти да одиш на некакви туѓи журки и да можеш да остануваш до сабајле, мислам, треба стварно. Па мислам дека тој деливери највеќе му заврши работа. Значи често имаше ресторани што го знаат и луѓе. Не сум сигурен за most of the time, али се сеќавам во моје присуство дека често знаеш да нарача пица, добро вино. Значи таков живот водеше. Многу го сакаше спортот. Многу дискутиравме околу спортот, околу Винг Чунго, затоа што он тогаш тренираше исто борилачки вештини, па нели го снимавме спотот, телефонскиот број не постои, па се појави во спотот на телефонскиот број не постои. Често пати спортуваш, одеше на водно, трчаше, често пати си имаме сретнувано. Леле, немој да почнам што све сакаш, устари, тоа е многу долга тема. Беше физички кондициона доста спремен, што е многу ретко за човек од таа бранша, од тој бизнис. Еднашка дури сега ми текна во Сиднеј кога бевме првиот пат и ја доаѓам кај него у соба, тоше шоприш, он седи, играше флайт симулатор, значи симулатор за летање и леташе над Крушево. И ми вика, еве тацич, гледај, летам над Крушево на компјутерот. Значи толку многу си го сакаше Крушево. Па од Крушево мислам дека го сакаше највише во свет. Дайте да ме чуја Македонија! Живот е вечно паѓање, се да се собере, пораз ке остане, навеки стари во мене, тоа и ке остане. Позамислав и него. Така, со големо семејство, он ки имаше големо семејство, ки имаше многу деца, сигурно. Тоа сум убеден. Така, разговараме со него неколку пати кој е моделот на жената, што би сакал да ја има на тие долги разговори. Така и кога беше млад имаше еден идол на вистинска жена, па пред крајот имаше сосема друга, сакаше посериозни, такви доминантни, сакаше да научи нешто од нив. Него беше многу добар со жените, многу внимателен, многу. Ма тоа беа срциња, мачиња, кучиња, звездички, се што имаше тука. Ја упорно тврдам дека единствена личност која на тоа што му значеше многу тоа е Благица од Неготино. Девојката беше манекинка, сега не знам со што се занимава и ми се допаѓа тоа што денеска таа ниту еднаш за медиуми не отвори уста да ја раскаже приказната со Тоше Проески. Не, Тоше никош не реагирал. Дали му беше тоа добра тактика? Сигурно дека нешто го изнервирало и сигурно дека нешто му пречело, според мене. Меѓутоа тој лично не реагираше. Значи имаше случаи кои се вуа авалонци да реагираат за некој негов текст, за текст што сме напишале за него, а потоа се вуала Лилја. Меѓутоа, секогаш Тоше ги смирувала работите, демек добро бе Лилја, остаи, нека пишуваат само. Тоа му беше професија да биде Тоше Проевски. И дури тогаш он прв пат свати дека многу брзо му се случија некои работи и мислам дека таа прва негова емотивна криза што имаше некаде година дена пред ова, што почнавме ние околу него да ја воочуваме. Значи таа негова се помала заинтересираност за себе, за своето здравје, таа препосветеност да се помогне некому. И трето, и за мене најважно, тоа што се препушти во рацете на еден човек. Значи, многу луѓе окривуваат Лиљана Петровиќ, дури и јас едно време, но контактирајќи со таа жена,
Без разлика што мислат луѓето за неа приватно, таа е многу направи за Тоше. Но еве не знам колку знаат луѓето, го повредуваш. Страшно многу го му значеше да го сакаат луѓето, бидејќи он многу ги сакаше и беше крајно искрено таа приказна. На почетокот така му беше доста битно, меѓутоа после тоа више се смеевме. Значи, она кој искочи дека бил хомосексуалец или не знам што се смеевме или така не. Смешно беше тоа, пошто човекот си беше исправен. Мислам сосема онака нормално момче едно и се све е нормално дека ќе му припишуваат. И сите тие што мислат дека не го погодиле, за сите остапил по едно местенце во неговата душа, со секој изјава и трач. Поготово затоа што 99% тие не беа вистина. I guess it's just another night, another fight. That old familiar scene. You looking at your watch again, saying what's the time and where the hell you've been. Me there on the other side, wondering why I even tried. Oh, look into my heart again with your X-ray eyes. Tell me what you're trying to see. Can't stand the way you look at me. I put my hands up, put my hands up. I guess I'm guilty. Hands up, I must have done whatever you accuse me of. I stand up to hear your judgment. It's always guilty, but I'm gonna make a break before you turn the key. Знам дека како мало дете се палеше на добри аута. Он беше, да речеме, фан на коли. Можеше често да се најдеме во муабет за автомобили, сакаше джипови, сакаше купеа, двоседи, често беше тоа разговор на тема, морам да го имам овој автомобил, тој. Седејќи на Вија Венето улицата поминуваа разни Ламборџиниња, разни БМВ-ци, отворени, затворени. Лилја беше тука и стално викаше: "Е, Лилјо, ваков сакам, еден ваков сакам." Знам дека по една Z4 БМВ се попали дека сака такво ауто. Имав често прилика се возам со него, неговиот джип, и да пушти некоја песна и да пее до згора. И мислиш ке експлодираат джамоите. Значи, токав интензитет и маса на вокал, до сега не сум сретнал. Често знаеше, например, да се вози со колата. Значи, неколку пати сме се разминале, значи што возеше на автопат. Буквално не знам, сум го прашал што преживе човече, што, знаеш, онака седи дома и ќе земе најчесто со друштва и знаеше слуша музики да се вози со колата. Се интересираше многу за мотори. Знам дека сакаше многу за мотори, знам дека Роси го пратеше стално. Знаеше да се јави у 12:30 во 1 наутро и да каже: "Дојди маестро", ме викаше, "Дојди маестро да чуеме нешто, да се повозиме, да свртиме некој круг со колата", и така ги анализиравме песните, знаеш. Кога ќе купеше некој инструмент, прво мене ми се уваше. Или најчесто, ако го имам истиот инструмент, ќе ми се јави да ме покани: "Дојди да ми покажеш сега како функционира оваа клавиатура, кои се овие бои, зашто, аха, добро." Многу работи сакаше. Сакаше студио да направиме, сакаше, значи, комплетно све да си работи дома. Сакаше да биде добар басист, сакаше да биде добар гитарист, сакаше да пее добро, сакаше све да свири нормално. Брзо сваќаше, ултра интелигентен, сакаше да ги свири сите инструменти, тоа не врзуваше. Свиреше клавир, свиреше гитара. За пеењето да не го спомнуваме, затоа што многу добро ни е познат неговиот глас и неговиот бескрајен талент. Ако сакаше бас, ќе си купеше бас. Ќе си купеше гитара, сакаше да свири бубњиви. Значи, беше фан апсолутно на музика, онака као детето во него да го тераше тоа да го прави. Сите работи што може да ги испроба, мислам дека ги испроба. Во луѓето тажно, што живеат во животи туги, кои во моето минат оплови, сосем мирно, без да се сами. Сметам дека беше несреќа. Да, сметам дека е несреќа, иако излегува многу
многу приказни околу сето тоа, дали беше убиен Тоше, дали некој го наместим, и тоа мислам дека е несреќа и невнимание на возачот. Мислам дека заморот го направи своето. На крајот калапот го излече човек што не треба да го казниш. Веќе го казни. Готово. И да една тажна прича, приказка. Многу време ќе ме прогонува таа приказка мене. Да, чиста несреќа. Дали сметам дека беше несреќа? Искрено размислував многу за тоа и ќе се изразам народски. Мислам дека се случило како што се случило и не можело поинаку. Сакам да мислам дека е така. Така ми е полесно. Тоа се шпекулации за кои што доволно боли вака суштава реалност. Не верувам дека било тоа наместено или не знам што. Не верувам дека се работи за некаква конспирација, не верувам, навистина. Премногу е тоа, премногу развиена фантазија, тоа да се мисли дека некој сакал да го тргне Тоше, тоа навистина се сомневам во таквите идеи. Не сакам да верувам во ништо друго, бидејќи сум некој кој што верува во судбина и апсолутно да. Иако се шпекулираше многу нели на интернет портабливе, читам и мислам дека не. Ама не можам да тврдам затоа што не сум бил таму, нема истрага, мислам дека не. Па најверојатно има институции за ова што би дале посоодветен одговор. Не се кажува ни збор. Не постои збор кој што ќе може да го опише моето чувство во моментот. Најмногу, мислам, тоа е посебен човек, посебно искуство. Значи, луѓе веројатно плаќаат за такво едно искуство. Пошто више тука не се работи за професионални аспект, него повеќе за филозофиите, за погледите кон светот. Навистина не можам да верувам дека се случи тоа што се случи, а уште помалку верувам дека поминаа 3 години од таа несреќна случка. Па мислам дека не само на мене, него на целиот свет недостасува, како да ти кажам. Ми недостасува. А што мислиш ти сега овде на идолот? Што барам јас тука? Тука би требало да биде Тоше. Да. Тажно, многу тажно. Ден се натажува. Да, овде би бил он топ. Он би бил главниот овде. Да, и сите би го гледале тоа. Да, и јас би го гледал тоа. Па јас сум сигурен дека беа искрени емоциите. Не гледам причина зашто некој со лажни солзи би плачал. Мислам, сите беа навистина искрено потресени заради големата трагедија. На погребот буквално беше онака сите у костими. Не знам, малку беше, не знам, според мене маскенбал што може да кажем слободно дека некој го искористи, оние што беа искрени обожаватели дојдоа уште дента. Единствена личност која ја почитувам и ден денес е Светлана Цеца Ражнатовиќ, која дојде на неговиот погреб, која ги стимна очилата за сонце и му даде апсолутна почит, за разлика од нашите звезди кои дојдоа на погребот на шминка, некоја мислеше дека ќе пропеат сега, ќе одат на концерт, не на погреб на нивни колега. Сите го сака, значи беше ретко човек со толку многу познанства, но неговите пријатели се бројат на 3 прсти. Се мајка му, татко му и сестра му. Вчера се вратив од Њујорк, имав 3 концерта. Еден од менаџерите кој дојде на зборот Македонија реагираше. Потаму родена една од најголемите балкански звезди. Викам, да, Тоше Проевски. Беше пријател. Значи, ако неговото име допатувало до сите краишта на светот, тоа значи дека он не само што беше бренд, него представник на нашата генерација и представник на се што се вика успешност во музика. Заради неговата несреќна судбина, тоа е несреќна судбина на целото семејство, на целото градче, на држава, па и на Балканот, заради тоа што имав прилика сега во последно време да шетам, да речеме, бев на снимање во Словенија, 2 пати по 12 дена, и тоа што се продава регуларно заедно со Green Day, заедно со Мадона. Таков статус има Тоше Проевски во една Словенија, која е нели веќе дел од Европа.
Во секој случај уште долго нема да се роди такво дете. Тој изврши големо влијание на младиве деца, на младиве пејачи, огромно влијание и едно време мислам како да се појавија некакви клонови негови. Снимал со балкански звезди, сум снимал со некам да навредам некого. Сите се тие квалитетни на свој начин, имаат своја енергија, но Тоше беше something special. Не се сомневам дека во наредниве години ќе се појават многу талентирани луѓе кои достојно ќе го продолжат неговиот пат. Не се кажува ни збор. Не постои збор кој што ќе може да го опише моето чувство во моментот. Тоа е една композиција која јас ја направив пред 7 години и ми е прва песна направена воопшто. И често пати бидејќи имавме слични инструменти со Тоше кој идев кај него и ме пуштив еднаш. И не знам како до тоа дојде да таа песна, баш таа песна која он единствена која имаше чуено тогаш што ја направив и му кажа, значи овие хармонии добри се, овде треба да направиш вака. И после некое време, ствари ја сваќам дека не е можно дека оваа песна е таа што ја посветив на него. А Оливер е така емотивен, само што го извади текстот, тука пред микрофонот почна да плаче. И не ни беше јасно што се случува. Бидејќи ја не знаев дека текстот е толку длабок. Кога го слушнавме, сите останавме запрепастени. За мене нема по Тоше, бидејќи Тоше се уште присутен. Многу присутен.